Од дома го собра полициско комбе, па преку судскиот подрум го донесоа до шалтерот од кривичен суд. Оттаму го седнаа на столче во судницата каде го дочекаа 8 кутии копии од докази против него. Од прв вице-премиер и човек кој палеше и гасеше во државата до обвинет во прв ред пред судијата. Артан Груби конечно седна на обвинителна клупа. Ги слушна правилата и роковникот на судењето што го чека за милионскиот криминал во државната лотарија. Ке се појавува минимум по 2 пати неделно на суд, а додека го чека следното рочиште закажано за 7 септември, од дома каде е во куќен притвор ќе чита обвинение против него и ќе ги разгледува доказите за злоупотреба на службената положба и овластувањата што ги направил како екс-заменик председател на владата. За истото кривично дело се товарат и останатите 7 обвинети, меѓу кои екс-директорот на државната лотарија Пирпирин Бајрами, кој е во бегство. Казната која им се заканува е од 1 до максимални 5 години затвор. Судиката планира по најмалку 2 рочишта неделно да се работи за брза постапка, а обвинителот Даниел Коцев најави дека за 4 рочишта би требало да заврши со презентација на 230 докази и испрашувањето на 7 сведоци. Злоупотребите на обвинетите Коцев ќе ги докажува со вештачење. Материјалните докази, со исклучок на вештиот наод и мислење, би ги извеле во едно рочиште. Во однос на вербалните докази зависи од вкрстените прашања, но би завршиле за 2 до 3 рочишта. Копија од доказниот материјал подготвен во 8 хартиени кутии им беше даден на сите обвинети адвокатите, вклучително и до бранителот на Бајрами, иако поранешниот директор на државната лотарија е во бегство. Кога ништо не е почнато. Па добро иде за обвинението за предметот. Сега го добив на обвинението. Не сме го прочитали. Сега го добив на судница. Па добро за преквалификувањето или за тоа. Да видиме што е точно напишано, ќе дадам коментар. Груби по 14-месечно бегство се предаде на граничниот премин Блаце на 23 февруари годинава. Беше избеган во Косово, каде за влез не треба пасош, туку само лична карта. По поминати само неколку часа во Шутка, скопското обвинителство се премисли, па му ја ублажи мерката во куќен притвор. Таму може да биде само уште месец и половина, поради тоа што предметот е во брза постапка, а судиката Билјана Шуплиновска-Јовески ги закажа следните 13 рочишта. Прво обвинетиот Бајрами се гони бидејќи како екс-директор на државната лотарија иницирал приредување електронски игри на среќа и набавил ВЛТ терминали. За тоа подпис од владата му ставил Артан Груби, кој раководел соседницата како прв вице-премиер кога се донела таквата одлука спротивно на законите. Обвинет е и екс-генералниот секретар на владата Методија Димовски.